Сега ништо не проговоривме ние околу модата со Цајо, ама затоа тука ни е Оливер Иванов, колегата. Неодамна од печат излезе едно долгогодишно искуство на костимографката Зорка Тодорова. Таа ја раскажува историјата на облекувањето кај нас, од појавата на фотографијата па се до денес. Ке имаме можност да видиме многу податоци за модата во 19-тиот век, меѓутоа и за сите модни трендови кои што се менувале низ годините, па и така опатиме и некои од овие убави периоди кои што ги имавме и низ Македонија. Како што веќе споменав, Оливер Иванов ни ги носи деталите. Неодамна од печат, створено од долгогодишното искуство на костимографката Зорка Тодорова Младиновиќ. Излезе делото Костимот во Македонија од појавата на фотографијата до денес, која на уникатен начин, преку илустрации и записи за начинот на облекување на овие простори, ја раскажува историјата на облекувањето кај нас, од појавата на фотографијата па до денес. Идејата од каде па, како да кажам, имам доста време сега, бидејќи сум пензионер. Материјата ми е позната. Документација за фотографии имав доволно од поранешното работење мое и лесно беше да се напише, мислам, а бидејќи некои пријатели ми советуваа, затоа што овој тип на книга не постои каде што е врзана материјата, мислам, на облеката во Македонија од појавата на фотографијата до денес. Книгата започнува со македонската народна носија, а завршува со денешниот начин на облекување, ни сподели авторката. На модата секогаш делува социјалниот живот во дотичната земја. Што се однесува до нашата Македонија, ние сме најпознати по нашиот фолклор. Мислам, не за жал, него реалноста е таква денеска го има само по музеите и фолклорните групи. Меѓутоа, навистина сме познати по нашето богатство, а тоа е фолклорот. И нормално почнав со него, бидејќи фолклорните облеки во Македонија се носеа дури до 1960-те години, 55-60 година. Така да имаше место да се пишува за нив. И со тоа ја отпочнав книгата. Вториот дел е за комитите. Доста ги работев по некои наши филмови, така да и таа материја ми беше позната, и таму има развој на облеката. И сакав да ги представам тие наши јунаци што навистина го давале својот живот за ние што денеска е овака, имаме можност дури и интервју да правиме. Третиот дел е ала турка, ала франка. Сега во тој дел, бидејќи сме биле нели со турците сме живееле, да не речам робство, не се вели така. Влијанието на турската облека била многу голема, поготово во градовите, во селата статично се носела фолклорната облека, додека во градовите имало големо влијание. И кога веќе првите возови се на крајот на 19 век што поминуваат из Скопје, многу наши млади интелектуалци се школуваат надвор, навлегува и модата од запад и затоа се викала турка ала франка. Сега кога си отидоа турците, мислам после Првата светска војна, има повеќе градска мода. Во селата си останува фолклорот, меѓутоа во градот веќе се развива поинаков начин на живење, подинамичен. Жената е малце поактивна во друштвениот живот и има големо влијание од Западот и од Грција, која ни била многу близко, мислам, и од Белград. И тој дел е посветен на модата, повеќе на градската мода. И после ослободувањето 45 година, кога живееме веќе во една наша во Југославија, кога се планираше отварањето на фабриките, на изработката на нашата југословенска текстилна индустрија, тогаш имав што да кажам, затоа што сум дел од тој развој и од тоа работење. И од модата што се ствараше се до
2000 година, така да немав проблеми кога пишував. Беше ли тешко да се пронедат сите тие податоци, бидејќи станало збор за релативно долг период, односно појавата на фотографијата е веќе некаде 19 век? Па, благодарејќи први на Манаки, благодарејќи на сите фотографии што ги собирав од многу фамилии, затоа што јас имав напишано една книга, ова е вистински приказни за вечни сеќавања Кавадарци 1900-1945 година, каде што имам над 300 фамилиарни фотографии од сите тие периоди, така да костимот ми беше познат. А и работењето на филмовите, Прашина, Милчо Манчевски, до Балчак на Столе Попов, тој период. Па од време на војната имав работев со Гапо на Истрел. После војната веќе имам повеќе филмови, така да веќе ги имав сите периоди поминати и така не беше проблем. На модата и влијаат општествените услови, и тоа е главната причина поради тоа што низ годините постојано се минувал начинот на облекување, ни кажа авторката во разговорот. Сите знаат дека денеска модата е бизнис, носи пари. Секојдневната мода, модата на обичниот човек, што се вика, за секојдневие, па дури и за забава, и за прослави, е многу поедноставна од онаа висока мода што се ствара во западните земји, каде што се малце поинаку се облекуваат тие нешта, затоа што имаат каде да ги облечат. И денеска има и висока мода, имате мода за што се ствара за широките народни маси, така да и тоа е мода, само која мода и која носи. Книгата "Костимот во Македонија од појавата на фотографијата до денес" представува сведоштво за тоа како се менувале модните трендови кај нас низ годините, а истата може да се најде во книжарниците на Литература МК и сите продажни места на Арсламина.